И официјално замина во историјата автентичната куќа на улица Димитар Влахов во Охрид во непосредна близина на општинската зграда. Багерите на инвеститорите го срушија до половина објектот за наводно тука да се изгради уште една зграда во централното градско подрачје. Граѓаните со жалење велат дека ова е голема штета за градот Охрид и охриѓани. Година ќе правеше 100 години како е направена. Точно 100 години и требаше да се реновира таа како што си е таква. Зашо се прашувате таква работа? Јасно ние на цел град не што збориме за џабе глупости. Требало да заштити, ама кој? Се растури, никој ништо ни бара ни дава. Штета ли е ова за градот? Штета, за сите е штета, за тој највеќе што се урнава. Катастрофа, дали е или не, имаше куќата собственици тројца и бидејќи не беше по заштита ставена куќата и тие одлучија да ја реконструират, односно да нам се направи тука нов објект. Прашањето кое во меѓувреме гласно се поставува е зошто досега ни една власт и институција, како на локално така и на централно ниво, не ја заштитила куќата како културно наследство, бидејќи ако имаше таков статус, немаше да биде урната. Во саботата барање за итна привремена заштита доставија активистите на Охрид СОС. Во барањето наверовме дека станува збор за исклучително вреден примерок од така наречена еклектична градска архитектура од периодот помеѓу двете светски војни со уникатни архитектонски, обликовни и декоративни елементи, како што се сочувани во мал број не само во Охрид, туку и пошироко во Македонија. Од Завод и музеј Охрид за ТВ24 информираат дека куќата била планирано да се обележи како објект кој поседува одредени споменични својства и кој заслужува да биде ставен под заштита, но за уривањето дознале од медиумите. Нашиот став е дека објектот поседува архитектонски вредности на јужната фасада и дека не поседува други вредности ни во интериерот ни во екстериерот со оглед на тоа дека истиот е повеќе пати доградуван, именувани се елементи од фасадата со несоодветни интервенции за кои измени нашата установа не поседува документација. Барањето за итна заштита стигна пред продолжен викенд, а објектот беше срушен во неработен ден пред да реагираме. Наместо рушење, старата фасада можеше и требаше да се инкорпорира во новата градба по примерот на европските градови. Од општина Охрид пак се децидни дека од нивна страна е постапено согласно сите законски процедури и важечките прописи. На барање на сопственикот на куќата општината издала одобрение за градба во согласно со важечкиот детален урбанистички план од 2008 година. Во постапката биле обезбедени сите потребни согласности одобрени од надлежните институции и сите активности се реализираат во рамките на важечката законска регулатива, стои во дописот од општината.